Добар ден и добродојдовте на завршниот настан на заедничкиот проект на делегацијата на Европската Унија во Македонија и Институтот за комуникацијски студии, најавен Биди медиумски активен, со кој што ја одбележуваме Европската недела на медиумска писменост. Ова е иницијатива која што Европската комисија воспостави минатата година, но заради ситуацијата во која што се наоѓа светот, односно пандемијата со COVID-19, се најдовме затечени и настанот кој што требаше да се случи во март е одложен. Но сепак, во ова време увидовме дека е можно значајна медиумската писменост, особено дигиталната писменост како дел од неа, и тоа го потврдуваме со начинот на кој што се сретнуваме токму денеска на еден ваков настан. Овој настан кој што го организиравме има две цели. Да научиме за еден поинаков начин на соработка помеѓу младите луѓе и медиумите, но и да видиме дали нашиот образовен систем доволно ги подготвува учениците, но и наставниците максимално да ги искористат придобивките кои што да ги носат медиумите, но и новите технологии. И затоа денешнава дискусија ја нарековме дигитална писменост, неопходни вештини за онлайн настава. И сега за оваа тема се собравме добро друштво, ќе кажам. Со нас е амбасадорот на делегацијата на Европската Унија во земјава, неговата екселенција господин Самуел Жбогар, директорката на Институтот за комуникацијски студии Жанета Трајковска, министерот за образование Арбер Адеми и нашите главни јунаци, ќе кажам, од Биди медиумски активен, а тоа се учениците од 6 наградени училишта, потоа нивните професори, но и менторите со кои што ги изработија своите новинарски истории и им помогна на некој начин да ги совладаат во оваа прва фаза новинарските вештини. И добар ден и здраво до сите, цело друштво. Се надевам дека ќе имаме добар сигнал во текот на нашата дискусија, но и ќе имаме плодна дискусија воедно. На почетокот на нашиот разговор би сакала само да проверам некои технички работи со вас, односно дали добро се слушаме. Добро, мощно значајно. Она што ќе биде навидено како начин на комуникација токму во рамки на оваа дискусија е додека зборува еден говорник, сите останати кои што се вклучени во дискусијата ги имаат своите микрофони исклучено, односно се наоѓаат на мјут. Микрофоните се наоѓаат во вашиот лев агол од екранот. Потоа, доколку увидите дека имате проблем можеби со мрежата, односно со Wi-Fi врската, на која што во моментов сериозно се очекуваме дека ќе биде во добра кондиција, тогаш ќе се префрлите на 4G мрежата. Целата дискусија ќе одбиваме на македонски, но и на англиски јазик. И оние кои што не ќе бидат во можност да се вклучат во дискусијата со видео, чет прозорчето кое што се наоѓа на десната страна долу од екранот ќе може да биде искористено. Односно тука да ги напишат своите прашања. Оваа наша денешна дискусија ќе ја поделиме на два дела, а тоа значи дека во првиот дел ќе имаме воведни обраќања од нашите говорници, а потоа подиумот ќе го отвориме за прашањата и коментарите на сите оние ученици, професори и ментори кои што беа вклучени токму во кампањата Биди медиумски активен, односно во создавањето и искусувањето на новинарските искуства и медиумската писменост директно. И, како што споменав на почетокот, темата за дискусија е дигитална писменост, неопходни вештини за онлайн образование. На почетокот ја поканувам директорката на Институтот за комуникацијски студии Жанета Трајковска да ни се обрати. Повелете. Добар ден и од мене и навистина една големо благодарам до сите вас што најдовте време и интерес да се приклучите на оваа дебата. Навистина ова е нов начин на кој комуницираме и бевме доволно загрижени, но и возбудени дали ова ќе функционира како ќе треба, дали сите ќе се слушаме и сите ќе се гледаме, сега оди како треба. Најпрво би сакала да се заблагодарам на амбасадорот Жбогар и на министерот Адеми што се согласија на овој начин да подискутираме за навистина важни работи за медиумската писменост и дигиталната
писменост и дигиталните вештини, посебно во ова време на невреме, во овој предизвик во кој што се соочува светот. Исто така да се заблагодарам на учениците кои што навистина беа доволно и заинтересирани, но и со многу интерес ја работеа целиот овој процес на создавање на новинарски производи, на професорите без кои навистина немаше да можевме воопшто ни да ги направиме овие новинарски производи и секако на медиумите кои што се наши партнери и поддржувачи со години наназад. Ова акција или овој проект Биди медиумски активен, со кој што заедно со делегацијата на Европската унија во нашата земја ја одбележуваме Европската недела на медиумската писменост, само покажа дека навистина има многу потреба и интерес младинските теми, темите на младите до 18 години, посебно на средношколците, да се најдат во традиционалните медиуми и да се зборува отворено за тие теми, да им се даде простор и глас на средношколците да зборуваат за она што нив ги притиска. Ние имаме одредени наши мислења што им се случува во нивното секојдневие, но темите кои што ги добивме на вистина можеме да кажеме дека имаме можеби и делумно погрешно мислење. Темите и нивните грижи се многу различни и тоа е многу очекувано, бидејќи имаме еден голем генеративски гап. Но мислам дека со оваа акција и со се она што институтот, но и делегацијата на Европската унија и со желбата на МОН да ја воведе медиумската писменост и дигиталните вештини во образованието, ќе дадеме еден простор и ќе да турнеме уште повеќе, ајде да кажам, желбата и потребата да што побрзо сите овие теми влезат во образованието, но и да дебатираме и во медиумите да она што е потребно за младите и да им дадеме нив глас. Оно што јас добив задача од колешката Сашка да кажам, е всушност и дополнително некои технички работи би сакала да ги споделам, затоа што ние веќе десетина години правиме одредени вакви акции, но никогаш не сме имале толку многу интерес за ваков тип на ангажираност со страна на средните училишта и имавме дури 61 апликација од 27 средни училишта кои добија поддршка од вкупно 36 медиуми. Ке се согласите дека ова е навистина една голема бројка и голема заинтересираност и затоа ја апелирам да ваков тип на акции продолжи, каде што средношколците од цела Македонија ќе бидат вклучени и ќе работат заедно со медиумите. Ние одбравме 6 училишта или 6 тимови, имавме навистина многу сериозна работа, бидејќи имаше многу добри теми. И би сакала да ги прочитам кои се училиштата и како што гледам, бидејќи имаме 100 присутни, имаме представници од сите градови и сите училишта. Тоа се средните училишта Исмет Јашари од Липково, кој работеше заедно со дневниот весник Кока, гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, кој работеа заедно со Тера телевизија, Богданци од ТВ Вис, со ТВ Вис од Струмичко, гимназијата Мирча Ацев од Крилеп, кој работеше заедно со ТВ24, Гостивар со Алфа ТВ и приватното средно училиште Саба од Скопје, кој работеше заедно со Радио Слободна Европа. Темите кои што ги обработија беа навистина интересни, јас нема да ги повторувам тука. Сите прилози се онлайн, може да се најдат на Medium Edu.mk, но беа и објавени на медиумите кои што ни се партнери. И таму можеме да ги видиме и да дебатираме за темите за кои што се важни, само ќе посакам добра дебата. Тука сум за дополнителни прашања и навистина се надевам дека ова е прв чекор што понатаму ќе продолжи да се развива, за да ги вклопиме младинските теми и младите во медиумските содржини, но и активно да ги прашуваме секојдневно кои се нивните грижи и за тоа да зборуваме. Ви благодарам. Благодарам многу, Жанита, за убавиот бовет кој што ни го даде во денешната дискусија. Како што увидувате, имаме присутни повеќе односно стотина присутни го гледаат нашиот денешен настан. Веројатно тоа е можеби најголемиот онлайн настан кој што се случува во нашата земја и убаво е чувството да се биде домаќин на такво нешто, зборувам од името на Институтот за комуникацијски студии, а веројатно и од името на делегацијата на Европската унија. Токму во таа насока сакам да слушнеме каква е визијата на Европската унија за дигитализацијата, односно кои дигитални вештини треба да ги посетуваме за да имаме иднина токму во ваква ситуација, но и во генералното живење
кое што ни следи. Го поканувам амбасадорот на делегацијата на Европската унија во нашата земја, господин Жбогар, да ни се обрати. Повелете. Hi, good morning. Thank you very much. First, dear students and teachers, Minister Ademi, and of course, friends from the Institute for Communication Studies. I'm happy to be part of this, as you said, the largest event, online event, grounds, as to say. But indeed, our life and work during this COVID stay-at-home days resemble a kind of a general rehearsal of our preparedness for the digital era and for the digital life that is probably ahead of us. So this rehearsal, if you want to say, came to us unexpectedly. It came overnight, and it's indeed changing our habits to a different extent of frustration. This rehearsal is only the best, it's not only the best option for us to contribute to spreading the virus in the environment, but it also offers a glimpse into how the future might look like, with all the positive and of course negative consequences attached to it. Digital life for you, the young population, is something normal, something you are almost born with, or at least something that is reality in your life from the very beginning. It's much more different for my generation, who still remembers days before the digital era, the days before the social media, and sometimes we even remember that with some nostalgia. But in any way, and for all of us, this digital area has changed the way how we work, how we live, how we communicate, and also how we learn. New technologies have made data extremely accessible, have made also communication extremely easy, and presenting your opinions is a matter of few clicks and the typing. So this has made Global Village even smaller, but including the challenges that are coming with it. So now coming to my point, that possession of the digital skills became as necessary and natural as reading, writing, speaking, and understanding. So being aware of both the inevitability and the potential of the digital technologies, especially for education and employment, the European Commission decided to develop so-called digital single market. So what is the digital single market, or DSM as we use it? It's analogical to the existing single market that exists in the European Union, but adjusted to the new times. So it is a platform where individuals and businesses, irrespective of their nationality or the place where they live, can seemingly seamlessly access and engage in online activities under condition of fair competition. So all this amid a high level of consumer and personal data protection, of course. But in order to fully exploit the potential of this market, the EU citizens need to develop digital skills. According to some data, it seems that 61 million of Europeans lack adequate reading, writing, and digital skills, while 40% of European businesses are reporting that they cannot find people with the right skills to grow and innovate. So in order to bridge this deficit, the European Commission published the document Skills Agenda for Europe. So the main goals of this agenda include helping people acquire necessary skills throughout their lives and thus adapt to the changing labor environment. It enables vocational training learners to work as apprentices abroad. It helps national authorities identify the skills of the non-EU migrants
and ease their path to work and education, and ultimately integration. And it stipulates the use of uniform documents with qualifications that will help employers to find the right employees. The agenda also encourages member states to analyze brain drain processes and address it properly. It brings together businesses, trade unions, and education institutions in a given sector to develop skills strategies that will meet the needs of the specific sector. So this is what the EU is doing to catch up with the digital trends and use them in education and the labor market. But before I pass the floor back to you, I just want to say a few words what the EU is doing to help North Macedonia. We strengthen the importance of creation of the digital strategy, and that's why we are funding preparation now of this digital strategy for the country, which will be the guidance for the digital transformation of the country itself. I think that's the main part what we are doing. In my continuous debates with the young people that I have been doing for the past year, and I'm continuing to do them online now since I am isolated, they keep convincing me about the huge potential that the young people have in this country. They're already the real Europeans, but not only by the good English that they don't know, but mostly because of the way how they think, the forward thinking, the problem-oriented thinking, sensitivity to the common issues and the problems, and urgency to make the changes. So it's really encouraging to see this young population coming up, growing up. So it is our duty that we as the adults, as the parents, as the teachers, as the official institutions, give these young people best education and chance to upgrade their achievements and then also our achievements. So and thus make things really better for themselves, but mostly for the generations to come. So I used a lot of time, and thank you for having me. And I'm curious to listen to the discussion and to the debate that will follow. Thank you very much for your introduction. And as you say that our young people have potential for digital media and digital era. We saw in the project that we have together. Токму затоа сега би сакала да го поканам Димитар Решков, еден од учениците кои што беа дел од активноста Биди медиумски активен, кој што ни доаѓа од гимназијата Богданци од Богданци, да ни се приклучи во дискусијата. Димитар, доколку се слушаме, повели со твоето обраќање. Препознавањето на лажни информации, професионалното снимање и правилното пишување на новинарски статии беше само почетокот на нашето ново искуство. Без никакво знаење за новинарството се вплеткавме во водите на овој проект. Започнавме со тема со која сметаме дека ќе привлечеме внимание на поголема публика, тема која би требало да ги интересира сите млади, бидејќи секој поединец е дел од ова. Проблемот со кој секојдневно се соочуваме и време беше да го решиме. Доста бевме складишта за непотребни информации. Беше нашиот најсоодветен опис за оваа тема. Иако многу малку знаевме за новинарството, знаеме многу повеќе за образовниот систем кој всушност не подготвува за вистинските пречки во животот. Наша цел во овој проект беше да покажеме дека не е доволно само да бидеме присутни на наставата 8 часа дневно, од понеделник до петок, дека преобемниот материјал кој секој професор поединично очекува успешно да го разработиме и стресот со кој се соочуваме не ни е од голема помош за подготовка за понатаму. Сакавме да ги известиме сите дека ние не се жалиме од системот бидејќи нам не ни се учи, туку дека навистина нашиот образовен систем е изложен на многу недостатоци и му е потребна коренита и што побрза обработка. Ги баравме и посочувавме грешките во учебниците, кои досега бевме принудени да ги учиме,
бидејќи професорите се држат на програмите дадени од Министерството, баш како што треба. Но дали тие податоци се неопходни за наше граѓање како возрастни и соодветни личности кои би предонеле во општеството, се со застарените и погрешните податоци кои ги пронајдовме во учебниците, ние се извинувам. Со застарените и погрешните податоци кои ги пронајдовме во учебниците, ние би можеле само да го уништиме и ова малку напредното општество. Но дали тоа го сакаме? Посочивме дека поголемиот дел од времето кое го поминуваме во училиштето не е искористено квалитетно и дадовме идеи за решавање за вакви проблеми. И покрај прекинот на наставата, кој всушност ни скрати многу можности за работа, ние продолживме со реализација на овој проект. За нашата тема беше запознаен и Министерството за образование и наука, од кој за чудо добивме одговор на нашите прашања и барања. Во нивниот одговор беше наведено дека во најскоро време ќе се започне со ревизија на програмата и темите во учебниците. Нивниот одговор, онлайн состаноците и подготовките, како и соработката меѓу тимот и новинарските и новинарите, придонесе до успешно реализирање на овој проект. Тие не научија како професионално да работиме со камера, како да едитираме видеа и како да пишуваме новинарски статии. Можноста да бидеме дел од овој проект не само што ни донесе нови знаења или искуства поврзани со новинарството, туку ни овозможни истекнување многу пријателства и долготрајни и убави спомени. Среќни сме и благодарни за реализацијата на овој проект, кој се надеваме би потекнал и многу други млади да не се плашат со соочување на проблемите и да се борат за своите права. Сите имаме право да го искажеме своето мислење и сите заслужуваме подобро од тоа. Тоа можеме да го добиеме само преку меѓусобна соработка, трпение и напорна работа. Благодарам. Благодарам, Димитар, за твојот осврт. Она што сакам да го кажам за сите оние кои што не следат токму во рамки на ова прва вака голема и обемна онлайн дебата, Димитар и неговиот тим од основното училиште Богданци од Богданци изработија ТВ сторија заедно со телевизиската екипа на ВИС, која што се емитуваше токму таму, беше фокусирана сторијата на застарените учебници, односно беше насловена "Учениците не сакаат да учат од застарени учебници". Предизвикувачка тема на која што работеа токму овие ученици, нивната завршна сторија можете да ја видите во рамки на платформата Биди медиумски активен или ќе може да ја проследите одложно доколку сакате на сајтот на medium.edu.mk. Ова беше сумираното искуство на Димитар, односно како учениците се соочија со овој предизвик за медиумска писменост. Но што научија наставниците од проектот Биди медиумски активен? Ќе дознаеме од професорката од гимназијата Исмет Јашари, Невлуде Керини од Липково. Професорке, повелете. За нас беше нешто ново искуство од секојдневното што ние го работиме како професор. Исто така беше еден многу интересен предизвик да учествуваш во нешто што, например, никогаш претходно си немало шанса. Да се биде новинар, значи, било многу интересно, ти требало да се истражува од место на место, значи да соработуваш со многу луѓе, да имаш, да се потрудиш да најдеш се што е вистина, вистински вести, од тоа што гледаме на телевизија, значи ние како луѓе, општество, мислиме дека е многу лесно. Но не било така. За нас представуваше навистина многу интересен предизвик. Ние уживавме цело време. На сусрет, значи, ни произлегува сите соработници, почнувајќи од Марија, од Сашка, значи, обуките што ги имавме, во општината таму во Липково ни помага, директорите на различни училишта, нашиот директор од нашето училиште Исмет Јашари. И јас се надевам да идни соработки на различни теми. Темата беше многу интересна, тоа е миграција на младите во општината, но и од цела држава, а повеќе, значи, се фокусиравме во општина Липково.
Така што навистина беше многу интересен предизвик и јас се надевам на други соработки, на други теми, зошто да не. Супер беше. Дали тоа значи дека можеби во иднина и само иницијативно би влегле во ваков еден предизвик да ги известувате вашите сограѓани за теми кои што се интересни за учениците, но и за вас како наставен кадар? Значи, ние би биле подготвени да истражуваме, например, да известуваме луѓето за интересни теми, што, например, се Центар за омладина. Како би рекла, например, како главни ликови се младите. Тоа би било многу интересно. Ние сме подготвени за соработка за други теми и зошто да не. Учениците, мене ми беше многу интересно што значи навистина учениците ужива, а и мене ми беше многу интересно. За разлика од тоа секојдневно што го работам, значи ова ми беше сосема нов предизвик. Убаво е ова да се слушне, затоа што и учениците и наставниците уживале во целиот процес. Јас само сакам да споменам дека вие изработивте сторијата Цветот на знаењето кон Европа и вашата сторија беше објавена во дневниот весник Коха. Благодарам многу професорке, сега би сакала да поканам еден од менторите кои што беа вклучени во овој процес на Биди медиумски активен, односно што научија новинарите, ментори, токму во процесот на соработка со учениците кои што беа вклучени. И поканувам Пелагија Младеновска, новинарка во Радио Слободна Европа и менторка на тимот од гимназијата Саба, Скопје, да ви се обрати. Пелагија, повели. Ги слушнавме учениците, ги слушнавме професорите, да се од страна на медиумите. И ние нешто научивме и за нас беше предизвик да се работи со млади луѓе. Особено јас како новинар што доаѓам од медиум, поточно дописнишко што работи Hard News, или теми од политика и економија, ретко ни се дава можност да работиме со ученици и со студенти, освен ако не се тоа протести или штрајкови. Сега предизвик беше за мене да видам како размислуваат, што така да ни кажат младите. Прво што ми привлече впечаток е големиот број на апликации. Особено во време кога последните години нашата професија не е баш во атрактивните професии. Тоа го покажува и интересот на средношколците да продолжат да студираат новинарство. Верувајте, заинтересираните се бројат на прсти. Сега, кога видов колку многу апликации има, си викам, зошто тоа се случува? Ајде да видиме што е тоа што ги тера да погледнат како е да се биде новинар. Апликацијата на учениците со кои подоцна излезе дека ќе соработувам беше многу амбициозна. Кога ги запознав, видов дека ти имаат широка визија, знаат што сакаат да постигнат, ни требаше многу малку за да ја оформиме, за да таа добие форма на новинарска статија. И она што повторно мене ми изненади е почитувањето на роковите. Знаете, ние новинарите не сме баш познати како почитувачи на рокови, и ако нешто треба да го направиме до 12, ние го правиме 5 до 12, многу често и во 12:05, но групата со која јас соработував, тука морам да ги спомнам Мартина, Магделена, Јоанис, Есма и нивната професорка Кристина Танеска, не само што ги спочитуваа роковите, се случуваше некогаш тоа да го направат и пред време. Сега, што научив јас од соработката со нив, во тој подготвителен час, освен со учениците од Саба, се сретнавме и со учениците од Литково, и ова важи нели и за едните и за другите. Ние следиме различни социјални медиуми и до вести доаѓаме на различен начин. Сега, она што треба ние како медиуми да го направиме е да ги следиме тие нови текови и содржината да ја приспособиме да биде интересна и прифатлива и за студентите и за учениците.
И мислам дека во ова време на загаден медиумски простор многу е битно да се навратиме на старата добра вест, сето тоа подкрепено со добра фотографија, добро видео, но како тоа да им го презентираме на младите. Мора да следиме социјални медиуми и она што ќе го пуштиме на радио или на телевизија, во ниеден случај преработено не смееме да го пласираме на социјални медиуми и на портали. Мојата група ги искористи социјалните медиуми да направи една анкета што им помогна во нивното истражување, во пишувањето на нивната сторија, работеа и на терен, а тоа што можеше да се види од фотографиите и видеата како текот на работата, може да се види дека се забавували, можеби тоа е и најважната работа во сето ова. Она што мојата група го имаше како плюс вештина, изработката на апликацијата. Тоа го направи ученикот Јоанис, што е голема предност за нив и се надевам дека тој ќе си го уновчи оваа вештина и Јоанис, да ти кажам дека секој медиум би бил среќен да те има во својот тим. Друг предизвик што ми беше мене или еден друг проблем со кој ние се сретнуваме како медиуми е комуникацијата со младите луѓе. Верувајте, многу е тешко да направите и една обична анкета за студенти или не ни треба дозволи за да разговараме со средношколци, мора да добиеме дозвола од нивните родители. Се зборувам за студентите, иако тоа се луѓе што можат да гласаат. Кога правиме анкета со нив, најчести одговори што можеме да ги добиеме не ми интересира политика, се брзам, јас тоа не го знам. Мислам дека вакви проекти за медиумска писменост ќе помогнат многу да го смениме тоа, да научиме како да комуницираме меѓу себе, зашто се фасцинирам кога гледам емисии на странски телевизии, кога ученици од најниски оделенија знаат да кажат артикулиран став, да си го кажат своето мислење, а кај нас е тоа многу тешко. Имаме една група на млади кои се дел од невладини, од граѓански организации, од некои младински организации кои така да зборуваат и ги има насекаде и една поголема група со која нели тешко можеме да комуницираме. Ние како медиум имаме простор и време што можеме да им го остапиме на младите, ти имаат поинакви видувања, слободен ум, поинакви вештини и мислам дека може да искомуницираме и во иднина да соработуваме многу подобро. Очигледно дека сите се задоволни од целиот процес кој што го поминале во рамки на Биди медиумски активен, и учениците, и наставниците, но и менторите, но новинарите извлекле позитивни искуства кои што ќе им донесат бенефит во нивниот професионален живот. Неочекувано покажуваме добри вештини за и дигитална писменост. И оваа ситуација која што не пресретна со вирусот COVID-19 не натера од еден начин на функционирање сите веќе да станеме дигитално вешти, а дигиталната писменост веројатно е чекор плюс кој што треба да го совладеме во од. Какви се дигиталните вештини и колку успеахме да ги примениме досега, но и што не очекува во иднина, ќе да знаеме од министерот за образование господин Арбер Адеми, кој што беше еден од клучните фактори за дигитализацијата на образовниот процес кој што од училница се пресели во нашите домови. Министре, повелете. Почитувана амбасадор Жбогар, почитувана директорка на Институтот за комуникацијски студии, господја Трајковска, драги ученици, наставници, представници на медиумите, учесници, како што рековме на ова најголема, можеби онлайн дебата за медиумска писменост. Сакам најнапред да ве поздравам, се надевам дека сите сте добро и посакувам така и да останете во добро здравје во овој тежок период и овие вонредни околности предизвикани од COVID-19. Состојбата која не спречува да се видиме непосредно и на вообичаен начин да ја спроведеме оваа конференција, како што сме направиле до сега, но не може да не спречи
да соработуваме во интерес на оние за кои сме задолжени да работиме и придонесуваме за нивна подобра и поквалитетна едукација. А тоа се младите луѓе во нашата земја. Темата која е предмет на ова онлайн конференција и воопшто на овој проект е секогаш актуелна и интересна за дебатирање. Сите ние имаме што да кажеме од аспект на тоа што е направено и што недостасува и треба да се направи за подигнување на нивото на дигиталната и на медиумската писменост на популацијата, а особено на младите кои се најголеми корисници на современите технолошки достигнувања и абсорбери на информации кои ги креират и пласират новите видови на медиуми, како што е интернетот. Дигиталната и медиумската писменост се застапени во националниот образовен систем. Според мене, образованието е така концепирано во моментов што на дигиталната писменост е посветено повеќе внимание, а помалку на медиумската. Децата од најрана возраст се едуцират за примена на современа информатичко-комуникацијска технологија, алатки, платформи, кои секако се потребни во секојдневното функционирање во овој модерен свет на живење и работење. Предметот работа со компјутер и основи на програмирање е воведен како задолжителен предмет уште од трето оделение. Нашата земја учествува и во една регионална програма училишта на 21. век, во чии рамки учениците се едуцират за кодирање, кое пак ја развива критичката мисла и креативност. Стратегијата за дигитално описменување е надополнета и со низа проекти со телекомуникацијските оператори и граѓански организации од земјата. Додека медиумската писменост е застапена помалку, како што и кажав, нели? Теми поврзани со медиумската писменост од оваа област се изучуваат во рамки на постојни предмети, но повеќето од вас знаат дека во моментов имаме една работна група специјално формирана од владата за ова намена, работи на изнаоѓање начини за зголемување на застапеноста на теми поврзани со медиумската писменост во наставата во училиштето. Работиме и ќе продолжиме да работиме за промена на состојбите кон подобро. Еден од најголемите проекти сега која би требало да започне во соработка со УСАИД е токму во ова насока за медиумската писменост. Да се навратам сега можеби на една од актуелните теми во ова вонредна состојба, а тоа е онлайн наставата, нели, далечинското учење или учењето од дома. Речиси 2 месеца кај нас се спроведува далечинското учење. Актуелната ситуација ја наметна ова потреба и практично ние, како и многу други земји во светот, го одбравме ова решение која нема друга алтернатива и до сега се покажува како успешно, релативно успешно. Не е совршено, но сепак е успешно. За таа цел развивавме посебна платформа, за прв пат е воспоставена прва национална унифицирана платформа наменета за образование, Eduino, емитуваме и едукативна емисија секој ден, работен ден на националниот сервис наречена ТВ училница. Речиси сите млади се вклучени во наставата преку интернетот. А секако дека сме имале и имаме предизвици. Кога започнавме со далечинското учење, нели рековме дали целата територија на нашата земја е покриена со интернет. Потоа утврдивме дека целата територија е покриена со интернет. Потоа рековме дали секој може, има услови од материјален аспект, да биде приклучен на интернет. И затоа обезбедивме бесплатен интернет за сите семејства или деца, ученици кои потекнуваат од социјални загрозени семејства.
Следниот предизвик и на кој работиме е обезбедување на IT уред и сме во комуникација со потенцијални донатори во некои општини веќе почна акции за доделување на IT уреди за децата кои имат статус на ученик, а кои немат IT уред, веќе започна доделувањето, а наскоро една релативно голема донација би требало следната недела да пристигне во нашата држава за споделување и обезбедување на IT уреди за децата кои потекнуваат од социјални загрозени семејства. Кој е моето мислење по однос на ова, да кажеме, адхок решение за спасување на учебната година и нејзино завршување во регуларниот законски рок? Но повеќе од спасување на учебна година, ние треба да говориме за продолжување на образовната надградба на нашите деца и во вакви околности, и во вакви вонредни околности. Тоа е најбитно од некакво формално спасување на учебната година. Сега треба да бидам искрен до крај и дозволете да истакнам дека ова решение е единствено. Немаше и нема друга алтернатива. Олеснителна околност за прифаќањето и воведувањето е добрата подготовка на учениците во делот на развој на дигиталните вештини во текот на образованието. Исклучок се само дел од учениците од најниските оделенија, можеме да кажеме од прво до трето, кои имат потреба од поддршка и помош од повозрастните членови на семејство. Затоа што можеби дел од нив се уште не се воопшто или доволно добро обучени за да ракуваат со IT уреди и платформи и онлайн алатки. Олеснителна околност е и спремноста на наставниците да применуваат ИКТ во настава. Тоа е нивно задолжение и нешто што е регуларно во наставните програми, а исклучокот е релативно мала бројка. Сепак ќе бидам и критички настроен во овој дел. Потребни се повеќе обуки за наставници, за примена на нови технологии, но и набавка на тие технологии кои би биле во тек со глобалните трендови. Како и да е, ситуацијата со коронавирусот е едно големо искуство за сите нас, за сите засегнати во сите сфери. Во образованието испаѓа дека не представува само лошо искуство, но и позитивно искуство имаме. Покажавме дека сме подготвени брзо да делуваме и да не дозволиме да бидат причинети штети по едукацијата и знаењето на учениците. Покажавме дека нивниот најдобар интерес е наш врвен приоритет. Воспоставивме еден систем на далечинско учење и воведовме национална платформа за спроведување на истото. Нашите ученици, најголемиот дел од нив, покажа дека согласно нивната возраст се доволно добро дигитално и медиумски писмени. Ова се гаранции дека далечинското учење би можело да се примени и во иднина, секогаш кога ќе има потреба од тоа, како што има сега во овој изминат месец. Останува да се заложиме овие вредности, да ги одржуваме, да продолжиме да се движиме во овој добар правец и ветувам дека ќе биде така, барем додека сум јас дел од овие кругови, форуми, органи, тела кои ги креират образовните политики. Сакајќи ни се наметна како неопходност токму како предизвикано од COVID-19. Ќе ве замолам да останете со нас присутен до крајот на дискусијата, до крајот на нашата онлайн врска, затоа што има прашања од учениците токму кои што се наменати до вас, а со нетрпение си очекуваат одговор. И ја поканувам сега на крај да ни се обрати Ана Марија Наумовска, ученичка од гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, која што ќе ни даде осврт за адаптацијата на наставата во вонредните услови кои што не пресретна, искуствата кои што ги имаат тие како ученици, но и искуствата кои што досега ги имаат и наставниците. Ана Марија, повели. Ви благодарам. Почитувани, пред себе сакала да се заблагодарам за можноста да бидам дел од овој проект заедно со мојот тим, а сега и да зборувам на ваква тема која во овој момент е од исклучително значење за нашиот образовен систем,
за наставниците и најважно за нас учениците. Како што знаеме, во изминатите 6 недели нашиот образовен систем доживеа целосна трансформација. Преминавме од испитување пред таблата до одговарање пред екранот. До сега процесот на комуникација професор-ученик ретко кога продолжуваше надвор од училишните клупи. Последователно, во овие вонредни услови и професорите и учениците се најдоа затекнати пред предизвикот да пренесат, односно примат знаење користејќи онлайн алатки. Пред се работи за комплексен проблем, бидејќи професорите во услови на онлайн оценување се уште се користат со методи на оценување од класичната настава. Иако овие методи сега се тешко применливи. Например, тие се уште бараат сувопарно да се одговараат прашања наместо да зададат есеј во кој се изјаснува сопственото мислење. Учениците не само што можат полесно да ги заобиколат овие методи, препишувајќи, туку и тие не се заинтересирани да ги завршат своите обврски совесно. Иако оваа состојба несомнено има голем број на мани, не смееме да ги игнорираме и неколкуте позитивни страни. Односно да се употребуваат малиот милион на видеа и документарни филмови и воопшто сите интернет алатки за кои во класичната настава тешко се наоѓа простор. Затоа, задачите од типот препишете и сликајте го листот од тетратката веќе ја губат сопствената смисла, бидејќи се сведува на механичко препишување, а не на добивање знаење на најефикасен, највосприемлив и можам да речам најзабавен начин. Секако, професорот без разлика колку и да е креативен во задачите кои ги задава, во ниту еден случај не може да биде апсолутно сигурен дека ученикот не копирал или препишал од друг ученик она што го испреќа за оценување, што представува голем проблем со кој се соочува наставниот кадар. А постојат и случаи кога ученикот не соработува, па станува практично невозможно тој да биде оценет за нешто што не го сработил, особено кога професорот не знае во какви услови се наоѓа ученикот дома, што доведува и до следното техничко прашање. Имено постојат повеќе детни семејства и семејства во кои имаме наставник и едно или повеќе школски деца, а секој семејство не може да си дозволи индивидуален компјутер за секој ученик. Постојат исто така и семејства во кои чијшто дом е еднособен стан. Во сите наведени случаи следењето на онлайн наставата представува еден кошмар и една невозможна мисија, некако да се распореди времето пред компјутерот. Друг проблем кој може би од второстепено значење, но сепак е важен, е недоволната запознаеност на наставниот кадар со техничките алатки кои ги нуди интернетот и нивната погрешна употреба. Дополнително, Министерството за образование не им нуди една унифицирана платформа за употреба, па затоа секој професор се снаоѓа на начин кој го смета за најдобар. А од учениците, кои исто така за прв пат се среќаваат со ваквите алатки, се очекува тие веднаш да се снајдат и да се усовршат во сите различни начини на работа на секој поединечен професор, наместо тие да бидат запознаени со начинот на функционирање на платформата од страна на нивните професори. Па вака, целиот процес се сведува на снаодливоста и на професорите и на учениците, што би можело да се избегне првенствено со обуки од МОН. Меѓутоа, кога професорите од едно училиште би нашле заеднички јазик и начин прво самите себе си да се го леснат справувањето со овие платформи, а потоа упатството за употреба да го споделат со нивните ученици. Бидејќи да не заборавиме, како што професорите не се родили учени, така и учениците, а задачата на професорите е да ги едуцираат токму нив, учениците. И уште еден проблем кој има несомнено значително влијание врз сите страни вклучени во образовниот процес, учениците, професорите, а и родителите, е стресот. Соочувајќи се со колективна изолација за прв пат во нивните животи, овој стрес и тоа како влијае врз одвивањето на непречената настава, тоест да се оствари целата учебна програма. И наместо да се најде начин за анимирање на учениците и порелаксиран пристап на образованието во ваков период, во ваков кризен период, спроведувањето на целосната учебна програма создава уште поголем притисок и врз наставниците, и врз учениците, а богами и врз родителите. Но сепак на крајот на криштата оваа состојба ќе потрае. А ние треба да најдеме начин да се справиме со стресот и притисоците кои таа ги води со себе. Меѓутоа и да го продолжиме образовниот процес на каков таков начин. Процесот на адаптација на наставата почнавме да годиме пред 6 недели, а ќе годиме и уште извесен период. Меѓутоа ова патување можеме да си го лесниме само доколку се соочиме со сите предизвици, ги прифатиме и дозволиме истите да вродат со промена кон подобро. И благодарам. Марија, благодарам многу за твоето инспиративно излагање. Отвараш теми и прашања кои што се многу инспиративни и верувам дека можеби за некои прашања Министерството за образование е свесно, но сепак е добро и гласно да се проговори на овие теми, за да ги совладаме што поедноставно во следниот период.
и како што спомена министрот, да не ја спасуваме само учебната година, туку да учиме вештини кои што ќе ни го олеснат начинот на живење и на образување во иднина. Почитувани говорници, ги слушнам вашите воведни обраќања, а сега го отварам подиумот за дискусија со сите ученици кои што беа вклучени токму во процесот на кампањата Биди медиумски активен. Ќе имаме можност на почетокот да слушнеме неколку прашања од нашите ученици, ментори, наставници, а потоа ќе имате прилика вие да одговорите на нив. Ја поканувам, значи, ги поканувам на почетокот учениците од гимназијата од Прилеп, потоа од Саба, од Гостивар, да ни се приклучат, да имаат можност да го постават своето прашање гласно преку аудио и видео. Добар ден на сите, ве поздравувам заедно со мојата екипа од Прилеп. Би сакала да изразам благодарност прво на нашата гимназија, на нашата професорка Стефани Видеска, но најмногу на новинарот Огнен Јаневски и телевизија 24 вести, кој во борбата со оваа пандемија најде време и за нас. Околу видеото ќе кажам само 15.000 прегледи за еден ден. Ние сме воодушевени од фактот колку брзо се шири она што е пуштено на етерот. Но да се биде новинар е најкомплицираната работа. При тоа, тука има и емоции, колку и да бегаат новинарите од нив. Тука има и филовање и филозофирање, а ние сме само деца. Нашата тема беше поврзана со онлайн насилство, па би сакале да го прашаме Министерството за образование, на кој што исто така му сме благодарни што оддели време за нас младите новинари. Нашето прашање е насилството и училишната програма. Дали постои можност да се внесе оваа тема во наставните програми по сите предмети? Имаме теми дадени од Министерството за образование и наука, како екологија, антикорупција, но денес се повеќе насилството меѓу младите, особено на интернет, е она што ги коси и насочува нашите животи. Благодарам. Благодарам, Теодора. Го поканувам Тони Василевски да го постави своето прашање до нашите средношколски тим кој го сними видео прилогот за депонијата Русино. Ете го, Тони се вклучува. Почитуван амбасадор Ешбугар, дали вие да се слушаме повели Тони на Европската унија, во која сигурно еден од приоритетите и правото на човекот да живее во здрава животна средина, можете да ни помогнете да изнајдеме начин за решавање на проблемот со депонијата. Воедно ве поканувам лично да дојдете во нашиот град и одблиску да ја видите ситуацијата со депонијата, затоа што таа слика не може да се опише, мора да се види за да се свати сериозната еколошка катастрофа. Ви благодарам. Почитувани, јас сум Рамиз Рамадани од Средното медицинско училиште од Гостивар. Вклучена сум во онлайн наставата, но дел од учениците не знаат како да се снајдат, затоа што немаат услови ниту дома, ниту пак на училиште. Во нашето училиште немаме доволно простории и дигитални уреди за примена на дигитални вештини. Јас моето прашање го упатувам до министерот Адеми. Почитуван министре, дали вие како министер можете да ни помогнете нашето училиште да добие повеќе уреди за примена на дигитални вештини? Благодарам. Добар ден, јас сум Јоанис од приватното средно училиште Саба. Благодарам за похвалбата и бавите зборови. Најпрво да се извинам затоа што не сум можен да се уклучам со видеокамера, а второ да поставам прашање до амбасадорот. Повели со твоето прашање. Ние навистина научивме од овој проект и поздравуваме иницијативата. Сакам да ве прашам дали во иднина планирате да поддржите повеќе вакви иницијативи. Прилогот што го работевме со гимназијалците од Јосип Броз Тито се однесуваше на тоа како да се најде младински простор во Битола каде што тие ќе можат да ги изведуваат своите наставни активности, бидејќи образованието не подразбира само она што го учиме, туку се битни и наставните активности надвор од училиштето. Значи прашањето до министерот Адеми, постои ли некоја форма како може да се најде решение? Конкретно се работи овдека за група на актери, ученици кои доколку сака да вежбаат и да подготвуваат театарска представа, како во конкретниот пример, тие мора да одат да бараат разноразни решенија, почнувајќи во библиотека да вежбаат, на скалите во училиштето, професионалните театри, центрите за имаат своји тарифници. Среќа е во Битола што добиваат бесплатно просторот во Младинскиот културен центар. Ја прашавме и општината дали размислува офицерскиот дом да има една таква сцена, еден таков простор. Овој подгледам дека секоја иницијатива е добре дојдена и дека на секоја општина уморен простор. Конкретно министерот Адеми, дали може да се најде простор кој ќе биде бесплатен за вонасните активности на учениците?
Во ред. Благодарам многу, само ќе го повторам или ќе тргнем по обратен редослед. Во последното прашање на Стево, пак ќе се скачуваме нагоре. Прашањето на колегата Стево од телевизија Тера е наменето до министерот Адеми. Дали може да се најде соодветен простор за работа на актерите, аматерските актери од гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, затоа што тие досега сите обиди кои што ги правеле добивале одговор дека просторите во кои што треба да ги имаат своите активности треба однапред да се платат. Поврзано со ова прашање, нели треба да направиме испитување, да видиме каква ни е состојбата, секако дека и други простори на други институции, јавни институции би можело да се искористат за реализирање, организирање на наставните активности. Така што нели ќе стапиме во контакти со гимназијата, нели беше во Битола, и ќе видиме што можеме да помогнеме во оваа насока, користејќи ги просторите на јавни институции, установи, но за реализирање на наставните активности. Благодарам многу. Mr. Žbogar, probably you hear you understand some of the questions. One of the questions from the students from Gostivar, they invite you to go to the rubbish dump in Rusino. Actually, I'm aware of the problem since we spoke with Mayor Taravari about it. The issue is that the problem of deponia is not only in Gostivar, but throughout the country. In the whole country, I think it's only one landfill that is according to the standards, or others are more or less DV deponie. What we have been doing as the European Union, we made plans for all 6 regions to have a proper deponia, to have a proper landfill. So we produced the papers, the tendering papers, analyzing, research, everything for 6 regions, but we are not able to also build deponia. The process is ongoing, the procedure is ongoing, and we will build deponias there. For the rest, at the moment, we don't have funds. So I cannot promise that we will solve the problem in Gostivar, but I'm very happy once this Corona thing is over, to visit Gostivar again, to visit the school where Tony is coming from, to have a debate with the school there, and then if I can also visit Deponia, and we can discuss. I can come with my staff and we can discuss what are the options. But I cannot promise very quick fix solutions. As I said, we are focusing on the 2 regions where we are already starting procedures for the 2 landfills, regional landfills. Thank you very much. Тони, се надам дека сте задоволен да одговарат. Mr. Žbogar, you can give us an answer about other open calls like Be Media Active, because Ioannis from Saba School was very satisfied with the activities that he had with this open call. At the moment, I don't think we have another call that is coming up, but I have my colleagues with me now who are listening somewhere out in the virtual world to this debate, and you know, listening to the experience that I heard from students, from teacher, you know, teacher from Lipkovo. She was very excited with the whole process and the mentors. I got quite excited that this is something very useful that we did and something very useful that we should repeat. So at the moment, we don't have something already in pipeline, but definitely following this discussion, I think we will sit down and see what are the options, because I think it is useful. Something, I've been visiting high schools a lot, something that comes everywhere is the feeling of young people that they are not listened to,
the feeling that they don't have voice in the society, or that their voice is not heard. And we've been struggling now for a while how to strengthen their voice, how to help them be more vocal. And I think during the discussion today, I heard that learning about journalism is also making kids be able to express themselves better, to have opinions and to express opinions better. So I think this might be something that will be definitely interesting to continue to support. Thank you very much. It's good to hear. Thank you. Министре, има уште две прашања токму за вас, токму во оваа прва рунда. Рамизе од Гостивар заклучува дека училиштата се слабо опремени за да можат учениците да се стекнат со дигитални вештини. Споменавте дека како министер сте се обиделе да направите се, преска беше во насока на обезбедување на IT уреди потребни за деца кои потекнуваат од социјално загрозени семејства во овој период. Нешто адхок, нешто интервентно сега во овој момент. Но кога сме кај прашањето на ученичката Рамиза Рамадани, дека треба да има повеќе уреди за дигитални вештини за нашите ученици, за ова треба системско решение и на тоа работиме. Сега не само со буџетски средства, но ги искористуваме сите можни начини да доаѓаме до опремување до сите училишта. Имаме позитивно искуство со средните стручни училишта во последниве 2 години. Со соработка со Светската банка ние сме ги опремувале речиси сите средни стручни училишта. На повеќе профили, на повеќе смерови, бидејќи не можеме да зборуваме за стручно образование ако нема соодветна модерна опрема. Така што по истиот пример планираме со Светска банка, веќе апликацијата е направена од наша страна, за опремување на сите и основни училишта во делот на реализирање на кабинетската настава. Тука мислиме и кабинетска настава по предметот основи на програмирање, работа со компјутер, но не само тоа, и по предметот на хемија, биологија и така натаму. Така што на национално ниво така би се решавало, барем според моје убедување, проблемот со опремување на сите основни училишта, а секако дека порано имало, сите знаеме дека имало проект компјутер за секое дете, но секако дека рокот на употреба на тие компјутери, според моје мислење, сепак е поминат и секако дека секој училиште треба да се снабдува со компјутери за организирање и реализирање на кабинетската настава и по предметот на IT со современи модерни компјутери. Но за ова велам дека работиме. Тоа што сме го направиле со опремување на средните стручни училишта, сега планираме да го направиме и со основните и други средни училишта кои не се категоризирани како средно стручни училишта. Благодарам многу, Рами, да се надам дека се задоволна од одговорот од министерот. И уште едно прашање имаше токму за вас, кое што ни го постави Теодора од Прилеп. Вели дека незиното прашање поврзано со насилството во училиштата, дали постои можност да се внесе оваа тема во предметната настава, односно имаат теми како што се екологија, антикорупција, но се повеќе се сретнуваат со темата насилство меѓу младите, па може да зборуваме тука да дополнам прашањето и сајбер насилство, така што какви се вашите планови токму во нашето разметнување на овие теми во образовните програми? Наставните планови и наставните програми. И тоа го правиме. И во овој период, додека барем јас сум министер, но и моите претходници тоа го направиле и ние сме продолжиле, бидејќи тоа мораме така да постапиме, цело време да се рефрешира
содржината на наставните програми. Ако зборуваме ете за IT, бидејќи за дигитална писменост зборуваме, ако не секој 5 години барем, но и пократок период, не се променува содржината на наставната програма, тогаш ние ќе ги принудиме нашите деца да научат нешто што веќе не постои. Бидејќи нели промените се многу подраматични, побрзи во IT технологијата и се што е поврзано со IT. И за насилство знам дека по одделни предмети има теми, има содржини кои нели во кои се третира ова тема. Дали е доволно? Јас би кажал дека можеби не е доволно, како што реков и за медиумската писменост, дека многу помалку е застапена и затоа работиме сега на еден конкретен проект за да направиме скрининг колку е со колкав процент, да кажеме, партиципира во националниот образовен систем оваа тема, дали учениците добиваат тоа што треба да го добијат и кој е резултатот и што треба да се направи. И за насилството секако дека е тема и имаме различни проекти нели против насилството и во училиште, и во училница, и надвор од тоа, и затоа сме максимално заинтересирани според и досегашните соработки што сме ги имале да работиме и понатаму конкретно, а зошто да не и во делот на изменување или дополнување на актуелните на постоечките наставни програми. А Теодора, задоволна да одговорат? Супер, благодарам многу. Јас би сакала сега само да прочитам еден од коментарите на еден од обучувачите токму во рамки на Биди медиумски активен, тоа е Марија Митевска, мојата колешка, која што вели, како обучувач и уредник на проектот, најпрво сакам да им се заблагодарам на средношколците и нивните професори кои навистина се вложија максимално и во воредни околности да ги пренесат нивните теми и да го кренат својот глас за прашањата кои што се од особена важност за нив. Како што сите кажа и увидеа од прва рака, не е лесно да си новинар, но од друга страна, навистина без проектот покажа дека учениците и училиштата навистина имаат потреба од вакви проекти за медиумска писменост и дека се прилично заинтересирани да учествуваат во истите. Таа се заблагодарува. Благодариме за коментарот и навистина ни значи ваквото споделување на искуствата, токму и на учениците, но и на менторите кои што работеа со нив низ процесот. Почитувани, сега поканувам на втора тура прашања, по која што ќе направиме за окружување на нашата дискусија. Го поканувам ученикот Кудрет Идризи од гимназијата Исмет Јашари од Липково да ни се приклучи да го постави своето прашање. Исмет, дали се слушаме? Кудрет, уствари, извини, дали се слушаме? Дали веќе има некој донатор што е пријавен? И дали се сите ученици снабдени со IT, бидејќи може да има и сега ученици кои не може да ја последат онлайн наставата, а има веќе месец дена што ја почна онлайн наставата. Ви благодарам. Добар ден, поздрав до сите. Јас сум Кристина Ивановска од гимназијата Јосип Броз Тито Битола и со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме, поточно со пандемијата која што го зафати светот, имам едно прашање до министерот. Дали кога ќе се полага матура оваа година со оглед на ситуацијата со пандемијата? Ви благодарам. И ви благодарам многу за вклучувањето во овој процес. Поздрав до амбасадорот, поздрав до министерот, државете исто поздрав. Тој имаш искуство на ментор на гледската екипа. Морам да признам дека иницијативата која што ја имате преземено преку конкурсот Биди медиумски активен е едно исклучително искуство за кое верувам дека ќе имаат можност многу повеќе колеги во иднина да се вклучат во тоа, затоа што и јас лично научив многу во однос на нештата кои што ги интересираат младите. Ние како новинари во Фелата сметаме дека знаеме многу информации, дека знаеме многу работи, но во суштина кога доаѓате во дослух со младите, веќе станува исклучителен предизвик да сватите дека нештата кои вие ги знаете за нив и мислите дека ги интересираат, не е така.
И истовремено доаѓајќи од традиционален медиум, а обидувајќи се да ги научите луѓето кои што не ги интересираат традиционалните медиуми да се вклучат во тој процес, беше навистина едно предизвикувачко искуство за кое многу сум благодарен. Исто се разбира, многу се радувам што работев со гимназијата каде што јас завршив, со екипа каде што јас соработував и дополнително што работата беше на далечина, бидејќи ние бевме последната екипа која што имаше обука и веднаш подвадена започна пандемијата и се затвори се. И морам само да им кажам на Ангелина, на Кристина, на Теодора, на Благоја и на Стефани професорката, дека во иднина доколку некој би сакал да се занимава со новинарство, ние од фелата за вакви ситуации, колку и да звучи можеби неубаво ова што ќе го кажам, но ваквите ситуации вонредни во кои што се наоѓаме, се веројатно најголемите предизвици со кои што можат да се соочат новинарите, а кои истовремено ви нудат да се преиспитате себе си како работите и што впрочем наоѓате интерес и како ја извршувате својата работа професионално, истовремено безбедно. И има новинари во нивниот животен век што никогаш не се соочиле со ваква работа. И вие имате едно искуство кое ќе го понесете во животот и со кое, верувајте ми, ќе имате една многу добра основа како понатаму да се занимавате. Темата за сајбер насилство сватив дека е многу сериозна. Ние спроведовме и анкетен прашалник на кој 75 испитаници од самото училиште, од гимназијата од Прилеп, одговорија дека од нив многу беше мал процентот кои што доживеале насилство, 16%, но наспроти тоа за мене е запрепастувачки фактот дека 66% знаат жртва која што била на онлайн насилство. Што значи дека не кажуваат младите или не се осмелуваат бидејќи ме страв по различни причини и дека најчесто се исмевани на интернет. А младите се тие кои постојано живеат виртуелно за разлика од нас повозрастните. Додуша јас не спаќам во таа категорија на оние кои не живеат во виртуелното, но во секој случај морам да кажам дека оваа тема мора сериозно да се зафати и еве и апел до делегацијата на Европската унија кај нас и до Министерството за образование кое во соработка со Министерството за внатрешни работи би направиле многу повеќе и би посветиле особено внимание во делот на прашањата кои што се однесуваат за сајбербулинг, односно за онлайн врсничко насилство, затоа што ова проблематика, верувајте ми, остава сериозни последици и траги кај младите за иднината. Ви честитам Институт за комуникацијски студии што успеавте да го спроведите целиот овој проект во услови на пандемија, кога многу други работи, многу други колеги и луѓе се откажаа од своите проекти, но овој успешно заврши. Честитки за сите 6 тима кои што завршија и ви благодарам Гимназија Прилеп што не одбравте нас како медиум и мене како ментор. Благодарам Огнен за коментарот кој што и осветот кој што го даде. Особено што токму во вашата сторија имаше една убава исповед која што ја направи ученичката, која што е вредна како новинарски материјал. И како што спомени самиот, влечеме различни заклучоци од ова искуство, секој поединечни, учениците, наставните, токму и менторите. Одиме сега по редослед за веќе поставените прашања. Она што може би не интересира сите, не само учениците, е дали ќе се полага матура оваа година. Министре, кој е вашиот одговор? Вака, ние сме поборници на политики кои се навистина се базират на анализи, на истражувања, на кредибилни институции и затоа сите досегашни реформи сме ги направиле заедно со наши долгогодишни партнери и како што се ЕУ, и УНИЦЕФ, и ОЕЦД, и УСАИД и така натаму. Така што и за ова прашање, преку УНИЦЕФ сум се обратил до ОЕЦД да ни дават мислење поврзано со две опции. Пролонгирање на државната матура, прва опција, и втора опција, укинување за ова учебна година. И не само на државната матура, и на училишната матура, и на завршниот испит. Средношколците знаат за што зборувам, за овие три видови на сертификација на средното образование. И
мислењето сме го добиле, ние се спремаме за конкретен предлог, консултациите нели во ниво на владата продолжуваат, на повеќе наврати ова тема е отворена од моја страна и во седница на главниот координативен кризен штаб, бидејќи ова прашање е поврзано со COVID-19, нели, и целата состојба со која се соочуваме, но и на сами седници на влада. До сега на повеќе наврати е отворено од моја страна и верувам дека следната недела ќе имаме конкретен предлог од Министерството за образование и наука директно во седница на влада. Повеќе размислуваме за укинување на државната матура и на училишната матура и на завршниот испит ова учебна година. Следната недела, сепак, бидејќи консултациите си продолжуваат, има и предности, но и слабости, секоја една опција. И сега, од тоа што сме го направиле до сега, затоа велиме дека ние тежнееме кон укинување, целосно укинување за ова учебна година, имајќи ги предвид околностите со кои се соочуваме, нели. Затоа уште порано сме кажале дека која и да е опција ќе биде предложена од наша страна, никој нема да биде оштетен. Иако ќе имаше, иако ќе има одлагање, да кажеме, сепак ние ќе видиме и ќе водиме сметка за овие состојби и состојба со која се соочуваме. Прашањата, например, од четврта година да не бидат инкорпорирани, да не се дел од државната матура и други олеснителни околности кои планиравме да ги преземеме. Но сега повеќе мислиме дека треба да одиме кон целосно укинување на државната матура и таков предлог ќе биде предложено од моја страна следна недела. Благодарам многу за одговорот на прашањето кое што сите немачи во периодот. Тања од Богданци не беше во можност да го постави своето прашање, но ни го напиша. Дали знаете дека учебниците содржат грешки и несоодветни теми? Несоодветни теми. Како, например, во учебниците за македонски јазик во основно образование има песни и раскази со расистички и дискриминаторски карактер, учебниците по историја за средно гимназиско образование содржат грешни датуми, а учебниците по географија се полни со податоци од 2002 година кои денеска секако не се точни, а учениците се принудени да ги изучуваат. Дали, и другото прашање кое што го поставува е дали планира ревизија, кога би се одржала таа, кој би ја вршил истата и врз кои стандарди ќе се врши прашањето не можам да го читам, но за ревизија на книгите, на учебниците и грешките што евентуално се констатирани, не? Океј. Ние добро е прашање. Значи, доста години наназад Министерството за образование и наука била искритикувана поради содржината и квалитетот на содржината на учебниците, нели е така? И затоа во 2018 ние го сменивме законот. Направивме измени и дополнување на законот за учебници во основно и средно образование. И предвидовме конкретни одредби дека ако на некој учебник ќе се констатира некоја грешка, методолошка, техничка, грешка во превод и адаптација и така натаму, да може да се покрене постапка за коригирање на тој учебник. И горд сум што после усвојување на овој закон, измени и дополнувања, по усвојување на измените и дополнувањата во февруари месец 2018, ние во септември 2018, школската година 2018-2019, ја започнавме со 22 коригирани учебници. 22. И сега, како да дојдеме до корекција на учебниците? И ова е прашање. Ние сме направиле анкета до сите наставници, до сите училишта. И врз основа на таа анкета, врз основа на резултатите, врз основа на мислењето, врз основа на забелешките, нели, на наставничката фела, ние сме ги направиле и корекциите. И кога ја заокруживме ова прашање, бидејќи министерот за образование и наука, кој да е министер,
Не може да биде супермен, да знае и што пишува во учебникот за хемија и биологија и физика и не знам што. Затоа треба следи овој инклузивен пристап. Инклузивен пристап со вклучување на наставничката фела, на граѓаните, на медиумите и така натаму, за да дојдеме да ги детектираме грешките кај се и конкретни предлози како да се подобри содржината. И каде што застанав, кога ја заокруживме оваа постапка со коригирање на 22 учебници, се појавија во јавноста, за жал, пак во некои одредени учебници, пак некои грешки. И затоа сме дали јасни насоки до педагошката служба, повеќе учебници да пак да бидат вака ревидирани. Скрининг, ревизија, конкретни предлози, па потоа подпишување и на новите содржини од моја страна. Затоа велам дека сме биле предпазливи, се уште сме предпазливи околу учебниците за историја. Имам образложение за ова. И за географија, иако за географија веќе е за 7, 8 и 9 одделение, имаме нови наставни програми, подпишани нови учебници во ново меѓудржавната комисија, што е за спорот. Меѓудржавната комисија со Грција и со Бугарија се разгледуваат тие, бидејќи постапката била започната порано. Сме доста предпазливи во овој дел, кај учебниците за историја и географија, за да не создаваме некој друг проблем што ќе ги надмине нашите државни граници. Мислам дека сум јасен во ова насока. Не сакаме да создадеме дополнителен проблем, барем во овој период, додека немаме еден финален продукт од меѓудржавните комисии со Бугарија и со Грција. Благодарам, министре. И последното прашање кое што го постави Кудрет Идризи, кое што се однесува за донираните компјутери до ученици кои што не се во можност на ваков начин да ја следат наставата. До каде сте со тој чекор? Ние, за волја на вистината, не сме очекувале дека ќе се соочиме со ваква состојба, за да бидеме подготвени. Да кажеме да знаеме 1, 2, 2 месеца, 3 месеца порано, за да бидеме подготвени со што ќе се соочиме. Не бевме вака спремни, не очекувавме дека ќе се соочиме со оваа состојба, не очекувавме дека ќе дојде до прекина наставата, не знаевме колкав период ќе трае овој прекин на наставата и се уште не знаеме колку ќе трае прекинот на наставата и затоа одлучивме прекин, нели, кога нели беа ситуациите малце по-ризични и што ни остана? Ни остана со сите можни наши контакти да видиме што можеме да им излеземе на пресвет на учениците и на студентите. И во овој правец сме го истражиле и пазарот. Нема на пазар, у Македонија нема доволен број на таблети, бидејќи тие се поевтини. Да знаете дека не. Со најголемите компании кои беа волни вака да дадат придонес и донација за учениците, нема. И овој потенцијален донатор што очекувам следната недела, нели, и да се распределат таблетите, едва и ги најде истите, за волја на вистината. Од Дубај, од Германија и така натаму, за да се собират околу некаде до, речи си, 3000 таблети. Значи, од податоците што сме ги добили од Министерството за труд и социјална политика, нели, се 18.400 социјално загрозени семејства, а кои имат деца со статус на ученик во основно и средно образование. Од ова бројка, само за основно образование, само за она категорија кои се најзагрозени, не загрозени, туку најзагрозени, се некаду над 7.000 семејства. А ние до сега до 3.000 сме стигнале таблети, што не значи дека тие 7.000 немат IT уреди.
можеби и имаат. Но ние сме приморани барем за тие најзагрозени семејства да обезбедиме на еден или на друг начин. И затоа очекувам дека ова активност ќе придонесе да бидат вклучени сите. Иако нема некоја значителна бројка на деца кои не се вклучени. И според анкетирања не од наша страна, од страна на Министерството, но други субјекти, говорат дека околу 85 до 90% од децата се вклучени директно се вклучени во далечинското учење. Така што информациите се доста охрабрувачки, но не треба да стоиме со скрстени раце, треба да работиме барем за најзагрозените социјални семејства да обезбедиме IT уред. Денеска во рамки на нашава дебата се пратија мощно охрабрувачки пораки. Се радам дека тие ќе имаат и своја реализација, токму бидејќи она што се веројатно во криза можеби најдобро функционираме, затоа што тогаш сите ресурси ги ставаме во функција и се барат решенија за проблемите кои што ги имаме. Мене ми беше мощно пријатно ова прво искуство на вака обемна онлайн дебата. Знам дека сите веќе ги правиме состаноците онлайн, но вака голема обемна дебата која што вклучува 100 присутни беше предизвик за реализација, но беше многу интересно искуство. Надам дека и вашето чувство беше убаво за време на нашите дискусии и разговори. Пораките кои што ги слушнавме од страна на амбасадорот Жбогар, на министерот Адеми, на директорката Трајковска, се дека ќе одекнат силно во јавноста, затоа што во ова добата на COVID-19, но едината која што ни предстои, дигиталната писменост и владењето на дигиталните вештини ќе бидат неопходни, а искуството од нивното совладување, токму во рамки во контекст на медиумите, е пријатно и за учениците, и за наставниците, и за менторите, барем тоа го слушнавме и од нивните искажувања, но и го гледаме во рамки на четот, со постојана благодарност токму да сите вклучени страни. Ви благодарам многу за ова заедничко прво искуство на вака обемна, голема онлайн дебата. Надам дека ќе имаме можност да се сретнеме повторно. Јас повеќе не би должела токму во рамки на нашата дискусија, затоа што веќе влеговме во терминот кој што е задолжен за, односно определен за прошетка на учениците. Точно е 13 часот и 21 минута. Тие веќе треба да одат малку на свеж воздух и потоа можеби да продолжат со своите совладување на наставните единици кои што им се предвидени. Благодарам многу поединечно сите говорници, сите присутни на дебатата и остануваме да бидеме медиумски активни.